На денешен ден се навршуваат 74 години од погибијата на Илјо Антески Смок. Со својата револуционерна активност придонел населението во Тетово активно да се вклучи во вооружената борба за слобода. Во негова чест пред споменикот на Два Бреста беше положено цвеќе. Се поклонија од Сојузот на борци, Арама, резервните офицери, политички партии и здруженија. Роден е на 25 јули 1919 година во Тетово во сиромашно семејство. Основно училиште и гимназија завршил во родниот град, а потоа, како редовен студент, се запишал на правниот факултет во Белград. Поради немање доволно финансиски средства, продолжува да студира како мореден студент на истиот факултет. Член е на Комунистичката партија на Југославија од 1941 година. Рано се вклучува во народно-ослободителната борба. Во редовите на Мавровско-гостиварскиот партизански одред е од неговото формирање, а од септември 1942 година е и негов прв комесар. Животот на Илјо Антески Смок бил краток, но мощ значен, исполнет со настани, сложени задачи и активности, истакнаа од Сојузот на борци. Во април 1943 година, во борбата на вториот партизански одред Кораб, кај ново село Гостиварско, во неравноправна борба со балистичките квислиншки формации, предводени од Джемо Хаса, е заробен со уште 12 своји соборци. По невидена тортура и мачење бил предаден на италијанските окупаторски сили и одведен во тиранскиот затвор и набрзо осуден на смрт. Во текот на револуционерната борба се истакнува со невидена храброст. Храброста ја искажал и при заробувањето, кога покрај измачувањето во ниту еден момент не побарал милост. Посебна храброст покажал при судењето и бесењето, кога постојано и гордо ја извикувал паролата "Смрт на фашизмот, слобода на народот". Дури и чинот на бесењето го извршил сам, кога му била ставена јамката околу вратот, со нозете го турнал столчето под бесилката, без да му дозволи на непријателот да го стори тој чин. Илјо Антески Смок припаѓа на онаа плејада борци од народно-ослободителната борба и антифашистичката војна за национална слобода.